Продолжуваат провокациите од косовската фолклорна група Арбреши, која вчера постави 15-метарско албанско знаме на Самуиловата тврдина во Охрид. Косовецот Герк Прекоцај, кој од судија на претходна постапка заработи парична казна и забрана за влез во земјава. Во интервју за албанската новинска агенција ИНА, вели дека овие територии им припаѓаат на албанците и оти никогаш нема да ги остават. Тој додал и дека на Самуиловата тврдина вакво знаме се веело и во времето на Скендербек. Si ndiheni pas këtij vendimi të gjykatës qytetuse, i cili është me të vërtetë drakonik, për një kundërvajtje të këtill është i dënuar 1.100 euro dhe është i detyruar paratë t'i paguajë me njëherë që të alirojnë në një ditë jo pune kur nuk punojnë institutet, institucionet. Edhe ma kanë ndalu 5 vjetimin. Maqedoninë Veriore tash po thojmë. Kjo është toka jone autoktone, po na do të vazhdojmë për këtë tokë arbrore, tokën e Gjergj Kastriotit, Bashkimin e Shqiptarëve ku janë në botë, po edhe me troje, po se me mendime, e s'do të ndalim kurrë. Zonjë, edhe ju? Dy fjalë keni? Unë dy fjalë pyesa. Ne kena pyet edhe këto sende. Zoti edhe toka na ka dhënë neve këtë tret arbrore. E do të jenë tonat, edhe do të çojmë kurrë. Вчера групата од 40 албанци облечени во традиционални носии, со развиорено знаме минаа низ сите значајни локалитети во стариот дел на градот, што пак ги разгневи охриѓани, кои на инцидентот гледаат како на провокација во време на најголемиот христијански празник. Во Албанија ние не правевме така како дојдовме, ко луѓе дојдовме со знамења не она каде се сликавме, во туѓа земја. Во туѓа земја нема да се сликаш со знамења. Ова не е Албанија, ова е Македонија. Ако не ви е јасно. Tunja tjeta. А тука тета. Tunja tjeta. Али се të Албанија gjeta. ние дојдовме со знамења. Më forshifë se kuptoj. Така е. Така е, ако нема полиција да те фати. Tunja tjeta. Инаку по инцидентот 4 албанци беа уапсени од полицијата. Првоосомничениот Прекоцај плати парична казна од 1100 евра, а доби статус на персона нон грата и во следните 5 години ќе му биде забранет влез во земјава. Останатите членови на фолклорното друштво минале неказнети.